Првите количини вода за наводнување од изутрината навлегоа во нивите во атарот на Оризари. Токму според планирањата и најавите од водостопанската подружница Брегалница и годинава навреме започнува наводнителната сезона. Вообичаено за почеток ќе се користат проточните води на реката Масалница, затоа што десниот магистрален канал од хидросистемот се уште е празен. Одговорните во подружницата велат дека водата од браната Калиманци максимално се штеди, затоа што хидролошката состојба е крајно лоша. По денешната обиколка на брана Калиманци е многу во лоша состојба, се уште нема доток на вода, се уште не се акумулира вода, очекуваме врнежи, меѓутоа како што ги гледаме прогнозите и како што ги гледаат сите и ги следат, се уште нема најава на некои обилни дождови, со што би требало да се задржиме цела сезона да искористиме ова вода во акумулацијата. Официјално вода од системот од Калиманци ќе биде пуштена по официјалните пресметки и со официјални огласи ќе излеземе по местните население и на гласната табла, каде што ќе кажеме кога точно, бидејќи се уште се прават пресметките со оваа вода минимална која што имаме во акумулацијата и секојдневно ни значи нејзино зачувување. На почетокот на наводнителната сезона, првите количини проточни води навлегува во местноста Раец, кај Оризари, каде со ориз ќе се засеат околу 30 хектари. Водата ја зафаќаме од Оризарска река, која е во најкритична точка за овој период од оваа година. Исто така, овие води, кога ќе се наполнат овие површини, повторно ќе ги искористиме во место викана Слатина, така да со овие води ќе вршиме за пловување на околу 60 хектари оризови површини. Земјоделците од Оризарско ги привршуваат последните подготовки на површините на кои треба да навлезе водата и да се засее оризот. Велат дека е добро што наводнувањето ќе започне во првата половина на април. На време се пушта, сега сум задоволен. До порано, до ланската година, оваа вада, дури водата беше до грловци, а тука последна вада се пушташе, последна, на устието. А сега се поправено, па ќе видиме. Од водостопанската подружница најавија дека за неколку дена ќе се зафатат проточните води и на останатите реки во регионот, со што и на другите полиња ќе почне полнењето на оризовите површини. За сега нема најави дали со измените на планот за наводнување и намалувањето за околу 2500 хектари што ќе се сеат со ориз, ќе има дополнително намалување на површините кои ќе добиваат вода од хидросистемот Брегалница.